Добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Почитувани гледачи, како што неколку пати најавивме утрово, гости се, премиерно во нашето студио Милениче, односно животно, на некој начин куче, Стела, главен актер во истоимениот филм и едно од незините кученца. Кученцето мало ќе го представи дресерот, односно човекот од гледувачницата Кораб, господинот Нацко Савовски, кој е гостин исто така во студиото на Телма. И секако со нас е и младиот актер Петар Манич, кој така е се уште средношколец, меѓутоа планира сериозно да се занимава со актерство во иднина. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро најдовме. Најпрво на сите гледачи посакам среќна нова година. И заборавивме да го представиме Михаил. Михаил е малиот дресер. Така ли е? Не он дресер, он е љубител на шарпланинци и ќе каже како се вика кучето. Каже Михаил како се вика? Како? Хипо. Хипо. Да. Значи ова е Михаил, ова е Хипо. Да. Ова е господинот Нацко Савовски од гледувачницата за кучиња Кораб и како што реков Петар Манич актер. Повод за ова гостување е филмот Стела, кој, како што каже и мојот колега Марко, за жал немаше можност поради пандемијата да доживее кинопремиера во Македонија по светската премиера на филмскиот фестивал во Кан. Ќе имате можност, почитувани гледачи, премиерно да го гледате на Телма и тоа токму на Божик, на најголемиот христијански празник, веднаш по централните вести, по централното издание. Стела е инаку приказна за едно куче, шарпланинка, едно дете и еден дедо. И сега, откако детето Никола ќе се обиде да се самоубие заради булинг во училиштето, изгледа дека никој не ќе може да допре до него. Престанува со секаква вербална комуникација, но шарпланинката Стела е тука и таа е единствената која не бара ништо од него. Не поставува прашања, не бара одговори. Доволно е неговото постоење и срекна е од неговата близина. Детето ќе почне да се поистоветува со неа, па неговиот глас може да се слушне единствено кога лае. Дедото кој избегал од луѓето да живее сам на вачилото, неволно ќе го прифати Никола за во текот на оваа авантура да станат семејство, бегајќи од своето вистинско семејство. И доволно како вовет во разговорот, почитувани гледачи, ја гледате Стела, таа го извозе, го изигра цел филм во продукција на нашите Огнен Антов и режисерот Стојан Вујчич од Dream Factory. Би ја замолил режијата да ни пушти само кус трейлерот од филмот, од можност што ќе гледаме она што ќе го видиме на Божик во петок. Es ist immer noch nicht gut genug. Hey, Frau! Geh und trink von deiner Mami. Das bedeutet mir sehr viel. Damit wir die Haare. Warum hast du die Schule nach der Pause verlassen? Du blöd. Lass mich los! Hör auf! Ecke, Nicola! До кога мислиш да го правиме? Додека не умрам на вистина. Кај си тргнал вака сам? Жив си ти? Я слушаш тишина. Го видовме трейлерот од филмот снимен во 2019 година. Стела е речиси иста, малку е пораснат Петар и пред да го продолжиме разговорот со него, само да најавам, почитувани гледачи, следете не со внимание, бидејќи при крајот на разговорот ќе ја доделиме оваа плоча со музика на Љубојна, односно песни и музика од филмот, саундтрак на филмот Стела. Ќе поставиме едно прашање, тој што ќе се јави прв ќе го одговори точно, ќе ја добие плочата како подарок. Би го прашал сега Петар, колку беше тешко да се симне Никола, ликот на момче дете кое е жртва на булинг, на насилство од врсниците во училиште, видовме таква сцена и поради тоа да сака да си го одземе животот. Па Никола во филмот како што е ликот,
не беше многу тешко за да се јас да го прифатам ликот, затоа што глумата беше потешка затоа што нема толку многу зборување. И глумата без никаков монолог или диалог е многу тешка за да се изведе. Ликот поминува низ многу, мислам Никола поминува низ многу насилство било каде да отиде. И искрено не беше многу голем, многу тешко да се изигра ликот. И мислам дека треба многу луѓе околу што ќе го гледаат филмот или што веќе го гледале да сватат дека тоа не е никаква шала кога некој трпи насилство од било кој. Така. Колку време го подготвуваше сценариото? Со оглед на тоа што рече немаш многу реплики, меѓутоа имаше глума, требаше да се долувуваат ликови, ситуации, емотивни состојби. Па пред да се снеми филмот секако имаше проби, односно каде што мали делови од филмот ќе сцени некои ќе ги испробувавме да видиме како што стојат работите. И тогаш можам да кажам дека чим тогаш ми беше така полесно и одма го сваќав ликот, дека немаше да имам никаков проблем на самиот сет на Стела. Така да не беше многу напорно да го усвоим ликот како Никола. Таму се случи природна љубов со Стела, освен на филмското платно, односно во улогата на Никола и Стела, дали и Петар и Стела се зближија и се најдоа на некој начин? Мислам дека повеќе се зближија Петар и Стела отколку Никола и Стела, затоа што цело време кога почнавме да снимаме со Стела, мислам дека само Стела ми беше приоритет на снимањето и најинтересно ми беше Стела како Петар. А со Никола на филмот на почеток Никола се плаши од Стела затоа што сепак не знае кога ќе видиш куче негде шарпланинец поготово ќе се уплашиш. Така да тоа. Имаш дома куче? Чуваш милениче? Не, имам папагал. Немам никакво такво милениче. Не ти дозволува твоите или нема услови? Нема услови. Нема услови. Мислам шарпланинец во стан да чуваш не шарпланинецот кучето ќе го мачиш. Ќе биде казна за него, да. Ќе ни каже господин Савовски подоцна во текот на разговорот. Инаку почитувани гледачи, во филмот кој ќе имате можност да го гледате во петок на Телма, освен сега 15 годишниот Петар Манич, кој тогаш имал 13 години кога е снимен филмот. Во него играат Дејан Лилич, Тони Михајловски, Симон Дамески и Христина Поповиќ, позната од филмскиот хит Парада. И како што кажав, сценариото е на Ева Камчевска, а продукција е Dream Factory на нашите Огнен Антов и Стојан Вујчич. Господин Савовски, полесно е да се работи со животни или со луѓе? Кој е вашиот впечаток со оглед на тоа што повеќе од 2 децении имате одгледувачница за шарпланинци, за кучиња, специјализирани сте за оваа раса? Не се 2 децении, него 4,5 децении, 45 години ги чувам и ги одгледувам. И до сега имам одгледано околу 1000 мали шарпланинци. Постојано во одгледувачницата има 10 до 12 женски единки и 2-3 мажјака приплодњаци. И многу беше интересна приказката со Стела, кога дојде продуцентот Огнен да одберат куче, тој инсистираше да кучето кој ќе се снима филмот биде светло-жолто. Ова го кажам за тоа што да нема забуна кај гледачите што не ја познаваат расата. Шарпланинецот е дозволени бои му се од чисто бела до скоро темно сива боја. Обично е темен, вака како... Обично е темен, меѓутоа оваа боја викаме ние караба, значи темна глава, светло тело. Така? Си имаат надимци по бачилата и што ги чуваат овчарите најдобро знаат. Белото куче е Белич, сивото е Мурџо. А продуцентот веројатно инсистирал да биде светла боја заради да биде сличен со Петар, со колоритот најверојатно прво со Петар па и со природата да биде. А тие кога се раѓаат темни, потоа осветлуваат и на крај после година ден јувенилното влакме од кој ќе му испадне, ја добива постојано таа боја што ја носат и денес, Стела има 2 години, е светло-жолта. И инсистираше продуцентот да биде кучето кое ќе снима светло. И тие го зема кучето на 4 месечна возраст, затоа што
Они се многу тврди и потешки за дресура, за разлика од оние роботи, да ги кажам, кучиња, германски овчар, малино, белгински и тие. И од 4 месеци го однесовме кај дресер, јас не сум дресер, јас сум одгледувач на Значи друг ја адресираше друг за ја филмскиот адресираше сет. скоро година дена. Така. И Петар постојано одеше таму да се запознае со куќето, се створи љубов меѓу нив и неверојатни сцени имаше при снимањето на филмот. Добро, ги пофаливте дека важат за многу интелигентна раса, интелигентни раса Да. кучиња. Година дена им требало за да се издресира. Сепак Стела е куче, не разбира кога режисерот ќе каже акција, што е реален живот, што е снимање. Така. Како се однесуваше Стела на филмот во текот? Петар може да Колку каже подобро. Ги повторувавте ли многу пати репликите, снимањата, кадрите или одеше лесно снимање? Па, затоа што беше дресирана долг период, мислам дека после неколку сцени, не знам како да објаснам, меѓутоа свати дека ќе се повторува цело време. Мислам, она не разбира кога ќе каже акција режисерот, меѓутоа со дресерот секако со помош. Например, ако треба да отиде негде или да потрча, ќе ја викне и она ќе го направи тоа. Не беше многу мачно, зашто е многу мирна за тоа што е шерпланинец. Обично тие се по така агресивни, меѓутоа Стела е многу мирна и за време на снимањето беше така по мирна и беше многу полесно да се снима затоа што беше така питомо куќенце. Потешко е да се работи со луѓе или со животни? Кој е твојот впечаток од краткусото филмско искуство што имаш? Па, мислам дека е потешко и по така комплицирано со животно, затоа што сепак не е човек, не може да се разбереш со куче, сега јас да ти кажам дојди ваму, дојди таму и тој ќе го направи. Треба посебен дресер за да ја научи. Ти не достигаше Стела како заврши снимањето на филмот Па, или се гледате повремено? Па после снимањето имавме неколку интервјуа каде што ја донесоа Стела и многу драго ми беше да ја видам и мислам дека кога ја видов после извесен период сватив колку ствари мене достигаше. Кој беше највпечатлив момент од филмот, вака некое искуство кое е најдрагоцено што ќе го понесеш од тоа како искуство или некој момент со Стела, например, вака заеднички? Па имаше една сцена каде што треба да бидам повреден и затоа што за Стела да се навикне на мојот мирис и да иде по мене и да идеме заедно сегдека, ми дадоа дуксер кој што требаше да го носам извесен период пред снимање, да замириса на мене и со тој мирис Стела да се дресира на тој начин. И имаше една сцена каде што јас требаше да сум повреден и Стела требаше да паднам. И Стела не ми даваше, стоеше одма до мене затоа што после неколку пати сваќа дека ќе паднам и затоа Сакаше да се обидуваше да заштити? Да не се повредам пак. И тогаш неколку пати и свативме дека не може да продолжиме сцената, мислам тоа што сме го снимиле веќе тоа е, затоа што не кеше да се тргне. Знаеше дека ќе паднам, не кеше да се повредам. Така. Ете, во студиото за сега Стела е мирна, а мирно е и незиниот потомок. Најнемирен, највозбуден е Михаил. Така, Михаил, тебе ти е многу интересно во студиото на Телма. Имаше една сцена, јас Колку може е возрастна Стела, колку има малото кученце? Стела има 2 години. Блес, како што е крстен или Хипа, како што го вика Михаил, е 2 месеци. Сакам да кажам за Стела, обично шарпланиците не се многу големи љубители на вода. Така? И се плашат од вода или? Не се плашат, не сакаат многу да влегуваат во вода. И може 2 месеца дресерот упорен беше да ја научи да влегува во вода, затоа што во филмот знае Петар има една сцена кај што тој паѓа во вода и Стела како го спасува. Така да и тоа успеа Стела да го направи, а шарпланинецот е куче што има само еден газда, се повинува на еден. Меѓутоа ние одбравме Стела и Стела така се научи да со цела екипа на снимањето сите беа заљубени во незе. Меѓутоа таа од кога се врати дома, да кажам, во Катланово кај што ни одгледувачницата, пак си го добија на шарпланинското во себе што го има чуваре, територијалец со непознати
не е приемчива, меѓутоа ве видовте сега дојде во студиото и нормално како сите да ве знае. се Одбрано е прилагоди, куќето да биде такво за да глуми со Петар во филмот. Така. Што е карактеристично за оваа раса? Рековте дека шарпланинец како таков е брендиран и познат ширум светот, а Да. ете го носи името на нашата планина. Инаку важи за овчарско куќе, нели, за чувар Да. на стадото. Колку време живеат овие куќиња, какви се, тешки ли се за одгледување? Колку треба да се хранат дневно? Тој е македонски бренд. Препознатлив е по името е Шарпланинец, по планината е Шарпланина, да има на чичкото. И затоа и државата го стави на поштенската марка и на аверсот од основната монета од 1 денар. Се уште го има на планините. Ние правиме некои проекти поддржани од Глобалниот еколошки фонд. Правиме нови фарми на шарпланици на Бачила, каде што ги даваме кучињата без пари на овчарите. Им даваме педигриња за нив, затоа што добиваат субвенции за расата, ако чуваат педигрирани кучиња. Проектот трае се уште. Има заинтересирани луѓе што се јавуваат, може слободно да се јават. Им даваме без пари 2 женски единки и 1 машко. Со педигрирани кучиња без пари ги даваме за да се расшири расата. До сега има направено околу 30 нови фарми на шарпланинци. Карактеристиката него е што е куче отпорно на сите болести, не пробираш на храна. Стартот му се дава првите 6 месеци за да се формира. Потоа е многу полесен за чување и за одржување. Карактеристиката му е дека е територијалец, чува стада, ги брани од предатори, објекти, имоти во дворови, чува без никаква дресура. Значи, куќе е единствено куќе, да кажеме, во светот што го заслужува лево што го јаде, затоа што без дресура го има она вродено во него карактеристиките да биде чувар на се она што е околу него. Вие повеќе сите детали околу шарпланиците ги имате напишано и во книга, Да. што имате издадено. За жал не можеме да дадеме книга на некој гледат, уште 5 примерока ми остана, меѓутоа правиме едно второ издание, па ќе бидеме Е така. вие ќе бидете Во промотори. меѓувреме до промоцијата на второто издание ќе ја подариме денеска Стела, саундтрак од филмот во изvedба на Љубојна. Петар, мислам дека режисерот ми кажа дека на вистинското снимање си имали вистинска повреда. Да. И поради тоа малку се одложил. Како се снајде со тоа? Да, па после снимањето во Галичник имаше 2 слободни дена, мислам, и ја баш на слободниот ден морав да скршам нога. И Како се случи тоа? Па одев на Забар со скейтборд и бев многу смотан дете тогаш. И кога се враќав од Забар, одев по низ долница и ја скршив ногата, паднав од скейтбордот. И уште истиот ден дојдовме до заклучок дека треба операција да се прави. И тоа малце го мислам дека во самиот момент кога ја скршив ногата, знаев дека е 100% скршена, нема што. Меѓутоа мислам дека на лице место одма ми дојде на глава Стела, мислам снимањето, затоа што мислам дека не плачев затоа што ме болеше, него затоа што како ќе го снимам филмот, си викам. Мора да продолжи снимањето, да си повреден. И кога требаше да се прави операција, прво ме ставија во гипс и дојдоа Столе и Оги. И јас знаев дека немам што да кажам. Мислам, смотано дете, тоа е. И сега... Да, сега си веќе голем средношколец во Никола Карев? Да, таму. Имаш сериозни намери да се занимаваш со актерство? Да. Па тоа ми е планот затоа што глумата не од секогаш меѓутоа ми била така поинтересна и како не сум нашол се уште некој хоби што ќе можам да го правам и во иднина. Како се снаоѓаш со врските на училиште? Па добро, мислам во училиште е окей. Добро, многу добро или одлично? Па добро. Затоа што од основно средно е многу голема разлика и во средно секако повеќе бараат од учениците. Потешко е. Добро, идол на филмското платно, кој е
Или немаш? Немам некој специфичен, сите се окей. Како искуството со македонските актери? Дејан Лилич, Тони Михајловски? Па многу и пред снимање на пробите што ги спомнав претходно, многу ми помогна и ми кажа одредени ствари што ќе се сретнам на самиот сет. И многу ми помогна околу некои така помали ствари што многу голема улога ќе имаат. И со нив е многу, мислам, одлично искуство затоа што професионалци мене да ми помагаат, тоа е Така, да го заборавивме Мони Дамовски. Филмската историја познава бројни примери кога животни, особено кучиња, игра значајни улоги во многу филмови. Кој успешен пример би го посочиле како урнек? Вака во моментов и вие лично вашите кучиња сте ги позајмувале, односно документирале во документарни филмови? Во документарни филмови, Така. култен филм е да кажеме со јапонската Акита, што го чека господарот свој години и години на железничка станица во Јапонија. Кај нас Јапонецот има доста документарни филмови снимено. 3-4 документарни се снимени. Првиот филм е снимен 1957 година. А пред 2-3 години снимивме и со нашите кучиња документарен филм. Ги има тие на YouTube, може да ги побарат и да ги видат. Интересни се. Добро, имаме уште многу теми и дилеми за разговор, меѓутоа времето е кусо, мора да ја подариме оваа плоча, како што рековме на првиот гледач што ќе се јави и ќе каже барем двајца актери од филмот Стела, кој премиерно ќе имате можност, почитувани гледачи, да го погледнете на Божик, на големиот христијански празник, веднаш по централното издание на вестите во 18:30. Значи, за првиот гледач, добро утро и подарок Стела, музика на Љубојна од филмот Стела. Треба само да се јавите и да кажете две имиња на актерите од филмот Стела. Со мене е едниот од нив, најмладиот, кој е првпат во улога во долгометражен филм. На нашите добро познати телефони 3076-677. Го очекуваме гледачот, ако имаме гледач во студио, ако не, ќе морам... Да. Добро утро, представете се и кажете двајца актери од филмот Стела, мораме да завршуваме. Да слушам. Да, добро утро. Добро утро, повелете. Разговараме за Стела, филмот, македонски филм кој доживеа голем успех на филмскиот фестивал во Кан. Кажете двајца актери и ќе си ја земете на плочата со музиката на Љубојна. Мони Дамевски, Тони Михајловски, Дејан Лилич. Петар Манич. Господине, ви благодарам. Оставете име и презиме кај колегите од режија и дојдете да си ја земете плочата. Јас морам да им се заблагодарам тука и на господинот Нацко Савовски, и на Хипо, и на Михаил. Михаил нема пубаво баба, дедо, куче и распуст, така? Петар, ти благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма. Ти посакувам многу успех во натамошната пред се средношколска, а понатаму и актерска кариера. Благодарам многу. Така, и благодариме и на Стела и на целата оваа убава екипа.